Добар ден. Почитувани, МВР призна дека го прислушкува целиот врв на ВМРО ДПМНЕ. МВР ги потврди наводите на председателот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Никола Груевски, дека МВР прислушкува над 100 луѓе од врвот на партијата. Тоа што го прави МВР е легално и со наредба од судот преку јавното обвинителство, а токму обвинителството е тоа што ги води истрагите, пишува МВР во одговорот на прашањето дали ги следи комуникациите на врвот на ВМРО ДПМНЕ. Ова е скандал и атак врз демократијата, плурализмот и слободната мисла. Ова е огромен скандал. Нема друга опозиција во светот чие раководство се прислушкува, а МВР тоа јавно го признава. Во исто време, МВР се само демантира, бидејќи пред само еден месец директорот на УБК во интервју за ТВ Телма кажа дека МВР повеќе не врши прислушување на комуникациите. Очигледно е дека МВР под раководство на СДС манипулира и со законските процедури, и со граѓаните, покрај другото и во врска со следењето на комуникациите како дел од посебните истражни мерки. Полицијата под контрола на СДС призна дека врши систематско следење на комуникациите на политичарите од ВМРО ДПМНЕ. СДС врши политички прогон на сите неистомисленици и политички противници. СДС ја претвори МВР во алатка за пресметка со демократските сили во државата. СДС ја претвори МВР во партиска полиција која наместо да работи за интересите на граѓаните, работи во интерес на СДС. СДС целосно ги има окупирано истражните органи, како што се јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и финансиските истражни служби, како и судството и секако специјалното јавно обвинителство и ги употребува како алатки за преку нив да покренува нарачани истраги и обвиненија за пресметка со политички неистомисленици. СДС ја врати Република Македонија во 1949 година, кога граѓани со различен став од оној на комунистичката партија на власт беа казнувани со затвор, беа малтретирани и врз нивните семејства беше вршен прогон. СДС владее со истите недемократски методи, со уцени и закани, со помош на полицијата која е ставена во исклучива корист на партискиот врв. Бараме веднаш да се направи стручна експертиза во која ќе бидат вклучени домашни и меѓународни експерти и кои ќе ја утврдат состојбата со следењето на комуникациите од страна на МВР. Кога СДС се дрзнува да го прислушкува раководството на ВМРО ДПМНЕ, сигурни сме дека секојдневно се прават злоупотреби од секаков вид. Помина времето кога граѓаните подлегнуваа на притисоци и граѓаните се охрабрени и достоинствено ќе си го заштитат своето право на глас, мисла и ќе застанат на страната на демократијата. Очигледно е дека борбата за македонската државност продолжува во континуитет и во современи услови. Дозволете на крајот да ви го честитам и празникот на македонската револуционерна борба. Ви благодарам многу.